Ние сега ќе ви најавиме еден друг настан кој што започнува денес, тоа е Сенскиот базар. Ивана се наоѓа во вистинско време, на вистинско место, што ми Ивана таму, тогаш можеме да го прогласиме за отворен. Ивана, добро ти утро! Добро утро, Искра, и до тебе, добро утро и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат со нашата утринска програма. Пријатно, среќен пат. Базарот ќе биде отворен официјално нели од 10 часот, но ние сме тука во трговскиот центар Скопје Сити Мол за да најавиме она што ќе се случува во наредните 4 денови, односно од денеска па се до 20 октомври, повторно традиционално нели веќе се одржува есенскиот базар во трговскиот центар Скопје Сити Мол. Се повеќе креативци некако се пријавуваат на ваквите базари, но може да кажеме дека се повеќе уметници и креативци се појавуваат нели на пазарот и творат и создаваат навистина уникатни парчиња кои што вреди да се носат, односно да бидат дел нели од нашето секојдневие. Затоа што поточно ќе се случува на есенскиот базар, ова утро ќе разговараме со уметникот и креативец Амар Качар, ќе ти посакам добро и убаво утро. Амар, што поточно ќе се случува еве во овие 4 денови во трговскиот центар Скопје Сити Мол? Фала ви, добро утро. Значи, во овие 4 дена, каде што ни е отстапен просторот од страна на Сити Мол, може да не идеме на 20 плюс креативци, дизајнери, уметници, каде што може да најдеме, односно, нели, публиката која што ќе не посети, да најде најразлични дизајнери, ракотворби, уметнички дела кои што ќе може да ги купи во овие 4 дена. Да, вие ми споминавте дека ова е ваше трето представување на овој поточно базар. Од какво значење се еве за вас уметниците, постоењето и одржувањето на базарите? Дефинитивно се од големо значење, затоа што сите ние сме независни уметници кои што преку вакви настани наоѓаме начин нели да си ги прикажеме нашите дела, нашите ракотворби. Така да уште еднаш ќе кажам благодарам на Сити Мол кој што го отстапува овој простор за да ние ги изложиме нашите дела кои што е ретка појава во нашиот град. Така, какви се вашите очекувања, еве, започнувајќи од денеска официјалното отворање во 10 часот, трговскиот центар е отворен се до 22 часот, така што верувам дека и вие до 22 часот ќе бидете овде, но кои се вашите лични очекувања? Очекувањата се најразлични, затоа што секој ден е различен во еден трговски нели, има најразлична публика, но јас сум највозбуден заради дружбата нели со другите уметници, дизајнери, каде што ќе може да размениме искуства и за понатамошна соработка нели да можеби се договориме нешта, но настрана од тоа очекуваме голема публика, посебно во викенд делот нели од неделата, така да ќе видиме, се надевам убава забава. Така, Мар, може да не кажеш еве повеќе за на твоето творештво, односно што се веќе можат да видат посетителите, она што ти го отвориш и го создаваш? Така, ти благодарам. Значи, тука се наоѓам со мојот бренд Ред, кој што постои уште од 2018 година. Јас изработувам ранци, торби и облека од рециклирани материјали, односно од веќе постоечки материјали, ги пренаменувам во нели некое ново руво. Сакам да напоменам дека тука сум со невладина организација СИЕК Македонија, каде што преку нив имам навлизано како дизајнер, каде што сум јас, но и други дизајнери сме навлизани во самата организација и на некој начин нели си помагаме заедно и одиме понапред кон некоја подобра иднина за каде што луѓето ќе станат свесни за нели waste материјал или отпадокот од многу тексас материјал и ќе направиме нешто од веќе постоечко нешто. Да,
Да, убаво е, нели, кога имаме и вакви производи кои што се еко-френдли или кои што се луѓе кои што творат и се грижат, нели, сепак за природата, односно гори употребуваат материјалот, отпадот кој што останува. Каква е поддршката, Ива? Колку луѓето во Македонија сакаат, имаат можности, даваат поддршка на рачните уникатни изработки? Мене ми е многу драго затоа што новите генерации кои што се помлади се свесни веќе околу проблемот на загадувањето како една прва причина, може би да кажам, на планетата Земја, или зборам за waste материјал. И драго ми е дека се свесни околу тоа и затоа сакаат да подпомогнат околу можеби минимално решавање на тој проблем, но и со самото тоа нели да носат нешто уникатно и впечатливо за нив кој што ќе им даде печат на нивната гардероба како аксесуар или слично. Да, Амар, ви благодарам за одвоеното време. Ве очекуваат 4 дена напорна работа. Јас ќе ви посакам уште еден успешен базар и се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам. Да, Искра, речи се веќе се е подготвено, сите креативци, сите уметници, 28 вкупно на број кои што ќе земат учество на есенскиот базар во трговскиот центар Скопје Ситимол, веќе се подготвуваат за официјалното отворање на базарот во точно на 10 часот. Базарот ќе биде отворен се до недела до 20 октомври, од денеска па до сабота од 10 часот па се до 22 часот навечер, а во недела од 10 часот до 20 часот навечер ќе биде отворен базарот за сите посетители, за сите оние кои што сакаат да им дадат поддршка на уметниците, на креативците, на сите оние луѓе кои што создаваат нешто рачно и секако да се даде поддршка на овие мали бизниси кои што и тоа како имаат големо значење за општеството. Ивана, ти благодарам многу на овие информации и воедно на ова отворена покана до сите гледачи. Одлична можност да излеземе дома. Имаме еве сега денови, 3 дена ќе трае каде да појдеме и секако